почетокот Бог ги создаде земјата и небото. Земјата беше неоформена и пуста. Имаше темнина над бездната. И Божиот дух лебдеше над водата. И Бог рече: нека биде светлина. И настана светлина. Се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. И тогаш Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен. Господ ги создаде мажот и жената според образот свој. И виде Бог дека сето она што го создаде е многу добро. Спорта си од свет, за сите времења. Божиот почиве, супер книга. Осана, супер книга зборот. Осана, супер книга зборот. Ха? Ела, здраво. Лука Квантум, го шпионираш својот татко? Не шпионирам, никако, не баш. Види, тато веќе цела недела работи на супер таен проект. Само не ме пушта во лабораторијата. Што не сака да видам? О, не. Мис нема амфогориум 233 и не можам да го завршам мојот изум без него. Некако и јас да ти помогнам додека не си тука? Не. И Лука, запомни, не влегувај во лабораторијата. Јасно? Да, тато. Добро, окей, морам да одам. Еј, вратата е отворена. Да провериме дали се е во ред. Вау! Што е ова? Мојот скенер покажува дека е направена млазен погон во големина на ранец, поефикасен од било кој модел направен досега. Ништо нема да се случи ако само, знаеш, го пробаш, нели? Лука, немој, мораш да го слушаш татко ти! Олабави, Гизмо, ништо нема да се случи. О-о. Еј! Вау. Гледате, нема проблем. Сега само ќе го спуштам и... Нема шанси ова да го исчистиме пред тато да се врати дома. Ние не е вистинскиот збор, Лука, зарем не беше ти тој кој не го послуша татко ти? Супер книга! Супер книго, сега не е вистинското време за... Ве водам на место и во време кога непослушноста го уништи светот.
Каде сме ние? Не можам да го најдам нашето време, ниту нашата локација. Немојте да се плашите, ништо нема да ви се случи. Јас сум Михаил, а вие сте во рајот. Совршениот дар кој Бог им го вети на сите негови деца. Ова е неверојатно. А зашто свират трубите? Јас не знам зошто. Јас сум најголемата креација на Господ. И јас ќе завладеам со се што е создадено. Напад! Што се случува? Небото е мое! Луцифер! Дојди, Михаил, служи ми мене и сподели мојата победа. Или доживеј вечен пораз. Не ти се плашам, Луцифер! Јас му служам на Бог! Штета. Страв ми е да го гледам ова. Ти грешеше против Бога и затоа ќе бидеш протеран! Помогнете ми. Моќен сум да ве наградам повеќе од колку што може да си замислите. Како падна од рајот, о Луцифер, син на утрото. Како си сосечен до земи, ти кој го ослабе народот, а сега сепак си во најдлабоките дупки од пеколот.
Зошто го стори тоа? Мислеше дека може да биде како Господ. А каде сме сега? Дали ова се уште е небото? Ние ова го викаме рај. Јас сум Адам. А јас сум Ева. Зошто се голи? А, не знам, ама прифати го тоа. Во ред, прифаќам. Кога ги именував животните што Господ ни ги даде, ве пропуштив вас. Јас сум Лука. А јас сум Џој. А јас... Не, чекај. Ке ми дојде некоја идеја. Ти си... Ќе ти помогнам. Јас сум Гизмо. Гизмо, тоа е совршено. Нека биде Гизмо. Да, така е. Океј, сега сме ручек. А зошто не изеде? А зошто би не изел? Зашто тоа го прават дивите животни? Но не тука во рајот. Господ го исполни ова место со многу чуда. Дојдете, да ви покажеме. И одовде можете да ги видите 4 големи реки од рајот. А, да. Тигар, Еуфрат, Фишон и Гион. Од каде ги знаеш имињата? Тој... Случајно погодив. О, ти, кој го створи величеството на оваа вселена. О, како ќе го уништувам твоето величествено дело, секоја совршеност една по една. Земјата ќе биде моето ново царство. Ова ми е петти совршен гизмомикс смути. Како тоа јадењето не е толку вкусно дома? Без конзервансија. Господ ни даде се тука во градината. Во што можеме да уживаме се додека не каснеме од дрвото на познавањето на доброто и злото. Зошто тој плод е проблем? Така ни кажа Господ. Тој го сака најдоброто за нас. И така, што и да побара од нас, ние го правиме тоа. Се друго би било... Непослушност? И Лука, запомни, не влегувај во лабораторијата. Да, непослушност. Тоа е зборот. Дојдете, да ви го покажеме нашиот омилен водопад. Не се грижи. Ха? Татко ти ќе заборави на сето тоа. Ова беше најневеројатниот ден некогаш. Би сакала да можеме да останеме за секогаш. Ела, се сеќаваш на ангелот од небото? Тој лошиот? Тој е тука, во рајот, и си го менува обликот. Нема шанси, Лука. Тој падна во огнена провалија, се сеќаваш? Си замислуваш работи. Тоа и ме загрижува.
Размисли добро што ќе избереш. Што сакаш да кажеш? Вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во градината? Смееме да јадеме од плодовите на дрвата? Само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече: не јадете од него и не допирајте се до него за да не умрете. Со сигурност нема да умрете. Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите. Па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло. Гледаш, го допре овошјето, а не умре. Ева, што е работата? Чувствувам се. Господ ни рече да не... Знам, Адам. Знам. Што беше ова? Леле, ова ќе биде лошо невреме. Да ги најдеме Адам и Ева. Ти, знаев. Ние не се плашиме од тебе. Зошто би се плашеле? На крајот на краиштата, јас само сакам да ви помогнам да го достигнете својот полн потенцијал. Гледајте и учете. Следете ме мене и ќе можете да имате се што ќе сакате. Вие луѓето можете да бидете господари на собствената судбина. Не, ти не сакаш да бидеме господари. Ти сакаш да бидеме робови. Твои робови. Луѓе, толку се прости. Адам, каде си? Го слушнав одењето твое низ рајот, па се уплашив бидејќи сум гол. Затоа се сокрив. Кој ти кажа дека ти си гол? Дали јадеше од она дрво од кое ти забранив да јадеш? Жената, која ми ја даде ти, таа ми даде плод од дрвото. И јас јадев. Зошто го направи тоа? Змијата ме измами и јас јадев. Затоа што си го направила тоа. Проклета да си меѓу сите животни и сите полски цверови. Ти ќе се влечеш и прав ќе јадеш се до крајот на својот живот. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и породот неизин. И тогаш ќе дојде еден, тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. Адам, Ева, чекајте не! Лавче? Маченце? Моите скенери покажуваат дека тој повеќе не е маченце. А кога ќе бидеш бремена, ќе ти ги умножам и преумножам маките со болки да раѓаш деца и ќе се приклониш кон мажот свој и тој тогаш ќе ти биде господар.
земјата нека биде проклета за тебе. Со пот на лицето свое ќе јадеш леб, се дури не се вратиш во земјата од која ти си земен, затоа што си земја и во земја ќе се вратиш. Го загубивме рајот. Што ќе се случи сега? Оваа приказна ни оддалеку не е завршена. Затоа само јас ги знам за мислите што сум ги замислил за вас, вели Господ. Замислете за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. И така започнува моето владење на земјата. О, леле, што да правам во врска со ова? О не, професорот Квантум се врати. Лука? Боже мој, што се случило овде? Немам изговор. Влегов во лабораторијата иако ти ми рече не, и тогаш го видов ранецот и... Сине, ти си човек. А понекогаш ние луѓето не ги следиме правилата. Дури и кога знаеме дека е тоа погрешно. Тато, жал ми е. Дали уште ме сакаш? Јас секогаш ќе те сакам. Меѓутоа, кога свесно си непослушен, постојат последици. Следниот месец нема одење во трговскиот центар, ниту пак со твоите другари во скейт паркот. Мора да ја исчистиш лабораторијата, да купиш нова лампа, да го поправиш столчето, измиеш Не прозорците. грижи се, Лука, можам да го средам тоа за тебе в час. Гизмо! Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе